Добре дојдовте во процес. Семејно насилство врз луѓето кои се со поинаква сексуална ориентација, насилство и напади по улиците, дискриминација, омраза. Ова е нешто што се случува интензивно во последните години. Но ништо се поминуваат овие луѓе само затоа што се родени поинакви. Дали се заштитени, како на целокупниот амбиент влијат хомофобичните кампањи на владата. За почеток да погледнеме една поинаква приказна, една од успешните која ја сними колешката Славица Филиповска. Камала и Катерина се во врска 10 години и речиси од почетокот живеа заедно во Љубљана. Двете се успешни жени и прифатени од средината каде што живеат и работат, иако на почетокот тие не зборувале јавно за нивната љубов. Ние на прва година или две така некако сме биле малце по-затворени за тоа, пошто сме требале време сами да сме сосема окей со сето тоа, да можеме после да се отвориме и на другите. Ама после кога стварно сме биле моќни во се, да. Прво на неколку пријатели и после и на фамилијата и така. И уствари беше окей, беше стварно окей. Какви беа првичните реакции? Да, Словенија е всушност многу отворена земја и искрено морам да речам дека сме се отвориле повеќе затоа што пријателите не биле не поддржувале. Да. Значи Словенија е open-minded држава со која што стварно морам да се заблагодарам на сите наши пријатели и кога прв пат кога им рековме, па да, леле, конечно, супер пар сте. Да, така да имавме многу поддршка, не? Да, имавме позитивни реакции, мислам така сосема нормално. И двете немале проблем во нивните семејства. Но Камала дури сега, после 10 години, се охрабрила на својот татко официјално да му соопшти дека е лесбејка. За разлика од неа, Катерина на својата мајка и соопштила уште веднаш. Мајка моја е сознала од родителите и требало некое време само она да смени тоа, како се вика тоа, причекувања. Очекувањата дека нели пошто маж, деца, така како сите, да. Ама не па дека била нешто негативна спротив или така. Значи немаше отпор, туку малку прилагодување на... Само прилагодување на целата ситуација, нормално нешто и друго што очекувала. Во твој случај? Во мојот случај, да, бидејќи живее во Словенија и тука доаѓав еднашка два пати годишно на вако недела дена. Мајка ми знаеше, брат ми, неговата фамилија, така да они беа сосема отворени и ми дава вако поддршка. Еве, после 10 години прв пат овој месец седнав со татко ми и му кажав, знаеш, сакав, пошто знам дека знаеше, нели, пошто ние идеме, сме вако 10 години заедно, иначе она доаѓала секогаш со мене во Македонија. Сакав јас лично, нели, да седна да речем, еј, тато, значи тоа да го искомуницирам заради тоа, јас имам девојка, знаеш, Катерина ми е девојка, не ми е пријателка. И стварно морам да речем дека неговата реакција ми изненади и беше многу позитивна. И ми рече, во ред, ако ти си среќна и јас сум среќна. Овие две девојки велат дека нивната врска не може да прерасне во брак, иако и двете би сакале да ја официјализираат. Проблемот дошол од Македонија. Кога ги поднеле документите за регистрација, Словенија побарала потврда дека матичната земја на Камела нема ништо против тоа таа да се омажи за жена. Одговорот пак од Македонија бил, се разбира дека имаме против. Да, ми бараше Словенија, значи кога отидовме во управа, ми бараше Словенија дека не е доволно да јас донесам дека тука сум сама, нели дека немам никој, дека не си во брак. И ми рекоа дека мора исклучно да пишува дека Македонија нема никакви задршки до истосполни бракови. Као да го напишат тоа на ливчето горе. И нас ни беше, знаеш, зошто, нели, тоа е дискриминација на, значи, окей, ако дојдовме во Скопје, идеме во управа, и ние кажуваме што ни треба, нели, лист дека сум сама, ама на ливчето морало да пишува дека Македонија нема задршка. И знаете што ми рекоа? Па секако дека имаме против. Значи кога прашуваме зашто не можете да ми дадете, вика, девојко, во ова тефтерчево пишува
ти си женско и таму ти е мажот, немал каде да Кај го да те стави, стави. разбираш? Поиспринтај нови листови со помодерно, разбираш? Интересно, смешки, стварно, сега се смееме на тие работи. Тоа е всушност добра пречка за да дојдам јавно да зборувам за овие работи, затоа што тоа е дефинитивно дискриминација. Сега ако сум се родила у Македонија, кармата ми е била се родам у Македонија и сега јас треба да го чекам цело општество за да јас можам да живеам. И двете девојки велат дека многу значи поддршката од општеството и средината. Тоа многу помогнало тие да останат заедно цела деценија. Камела како македонка вели дека не знае како би било кога би живееле во Скопје, дали би биле осудени од средината или не, но за неја не е проблем отворено да зборува за својата сексуална ориентација. Дефинитивно морам да речем дека ми Словенија ми даде моќ за да бидам слободна, бидејќи општеството таму го прифаќа тоа. Може би било по различно, али јас од секогаш сум била револуционар и за такви работи, така да не знам што би било, кога би било. Дефинитивно може би требала повеќе време, али дефинитивно би ја најдла таа моќ и да зборувам јавно за тоа. Јас мислам дека друштвото всушност, околината е одраз на нашите лидери што ја водат, така да секое насилство и секоја војна не почнала меѓу луѓето, ама ја прават големиот брат, ако би го рекла тоа, така да ако сакаат среќно друштво, како се вика друштво? Смаке ми се не познава дека не живеа во Македонија. Општество, нека сеат љубов. Со пушки, со шамари и клоци нема среќа. И можеш да имаш и 15 милиони луѓе, ако имаш несреќни луѓе, што е вако поентата? Значи треба да бидеш добар лидер. Лидер што ќе речат луѓето кога ќе заминеш од овој свет, овој сееше љубов, а не омраза. А на ЛГБТ луѓето сакам да ја кажам, бидете тоа што се, тоа што сте прекрасни и го правите само светот да има повеќе љубов. Да, бидете моќни. Вие можете тоа, можете да сте моќни, можете сето тоа да направите што сакате во животот, било што да сте, пошто супер сте тако како сите остали и само напред, стварно. Додека во Македонија се почесто насилството и осудата од семејствата и средината, ова е една од ретките успешни приказни на две млади жени кои се реализирале заедно. Што се случува во Македонија, во семејствата на лицата со поинаква сексуална ориентација, гледајте во емисијата Процес. Тука со мене во студиото е Павле Богоевски од ЛГБТ и Центарот за поддршка, Хелсиншки комитет за човекови права. Добар ден, Нече. Благодарам за поканата. Кога размислував за темата која што ќе говориме однапред, сум свесна дека ќе има негативни коментари, занавредливи, дискриминаторски коментари. Меѓутоа, можеме ли да ја доловиме атмосферата низ што се поминуваат овие луѓе, за да и тие што коментираат станат свесни, бидејќи може секому да се случи нели во семејството таква ситуација, ништо поминуваат овие луѓе. Вие имате различни приказни, кај вас се охрабруваат, доаѓаат и си ги раскажуваат своите приказни. Има ли случаи на притисоци, на семејно насилство, на психичко малтретирање и така натаму? За жал, успешните приказни, како што делом на таа која што беше опфатена во прилогот, се најретките во Република Македонија. Најчестите се оние сосема спротивните. Приказните на изолација, приказните на исклучување, приказните на алиенирање и стигматизирање од страна прва на семејството, после и на целата општествена средина. ЛГБТ и луѓето во Република Македонија денес едноставно немаат каде да се упатат кога им се повредени правата. Најголемата причина за тоа е дека речиси сите институционални механизми за заштита, кои што би биле одговорни за заштита на нивните права, пред се не располагаат со доволно капацитети за адекватно препознавање на проблемите, а после тоа, односно последователно, и со неадекватни капацитети за постапување по проблемите кога ќе се појават. Што се случува во едно семејство кога има таков случај, кога семејството реагира бурно, има ли каде да се обратат? Има ли случај на насилство, на малтретирање, на тепање? Има.
Има, за жал, има и тоа во последно време се повеќе и повеќе случаи на семејно насилство поради сексуалната ориентација на жртвата во случај. Кога зборуваме за семејната средина, не можеме да изоставиме врската и влијанието кое што општествената атмосфера го има врз секое поединечно семејство кое што е дел од тоа општество. Кога вие сте постојано изложени на една хомофобична кампања со толкова траење, интензитет и темпо, како што се случува последните неколку години во Република Македонија, па и не можете да очекувате ништо различно од семејство кое што ќе ги дели истите вредности на исклучување, затварање и третирање на различната сексуална ориентација како болест и како проблем. Прво што треба да разјасниме дека различната сексуална ориентација не е болест. Тоа е официјално така веќе повеќе од 30 години, откако Американската здравствена организација прво, после Светската здравствена организација одлучија дека хомосексуалната ориентација не спаѓа во листата на дефинирани болести. Меѓутоа, поради тоа што во Република Македонија не можеме да ја чуеме другата страна од приказната, односно страната од приказната која што оди паралелно со најновите научни достигнувања, со најновите достигнувања во област на меѓународно право, кога станува збор за заштита на правата на ЛГБТ и лицата, не можеме да бидеме изненадени дека првата реакција на семејствата е да пробат да го решат и да го средат проблем. Кога едно семејство ќе дознае дека нивното дете или некој нивен друг член има поинаква сексуална ориентација од хетеросексуалната, прва работа што пробуваат да ја направат е да го оправат тоа. Тоа е еден третмент кој што во медицината е напушнен веќе одамна, кој што и не дозволив кај нас, меѓутоа кој што за жал се уште се применува. Што значи тоа? Како па доскоро кај нас во Македонија имаше голем број на психијатри и психолози кои што активно и гласно говореа дека третираат луѓе со поинаква сексуална ориентација, додека па целата останата медицина ни зборува дека тоа не само што не може да се третира, туку и нешто што воопшто не треба да се третира. И кога семејствата ќе дознаат дека тоа не е нешто што е фаза, што поминува, што може да се извлечи со апчиња, со терапија и така натаму, кај нив се јавува еден гнев и еден револт кои што многу често за жал го манифестираат несоодветно преку насилство врз тоа дете или тој човек, преку изолирање на тоа дете или тој човек од социјалната средина. Да. И така натаму. Ние имаме повеќе случаи. Може ли некој од приказните се разбира без да кажуваме име и презиме? Ке се обидам. Ние имаме повеќе случаи, тука треба да кажеме дека нема некој град во Македонија кој што е позастапен во однос на другите. Значи се јавуваат како во главниот град и во поурбаните средини, така и во руралните средини, односно средините со помал број на жители. И дури интензитетот не се разликува. Секаде станува збор за една изразито сурова и една изразито интензивна реакција, односно чин на семејно насилство. Пример, имавме еден случај во еден од поголемите градови во Република Македонија, каде што жртвата беше средношколка. Значи станува збор за девојка која што беше четврта година средно образование, а имаше наполнето навршено 18 години, значи полнолетен човек. И од кога нејзините дознаа дека девојката е лесбика, односно дека со поинаква сексуална ориентација, започна еден чин на обиди за бркање од дома, на физичко насилство, на емотивно исклучување и на изолирање од социјалната средина. Една работа што е важна да се каже дека многу често овие луѓе пробуваат сами да си ги решат проблемите прво, без да не контактираат нас како невладена организација која што ги штити правата на луѓето. Меѓутоа, нашето искуство покажува дека кога се обидуваат сами, најчесто не постигнуваат ништо. Во овој случај девојката прво се обиде да го пријави случајот во полициска станица. Од таму не сака да го регистрираат. После тоа се обиде да се упати во Центарот за социјални работи. Од тоналитетот на разговорот, работничката во Центарот за социјални работи алудираше на тоа дека таа е виновна за насилството и дека таа треба да промени нешто во себе, во своето однесување, за да се спречи тоа, односно условно кажам да се оправи. Откако го направи тоа, се упати во своето училиште, разговараше со својот психолог за проблемите кои што ги доживува во домашната средина. Иако психологот не само што е етички, туку и законски е обврзан да се грижи за најдобриот интерес на детето во овој случај, психологот застана на страната на родителите. Се обиде да убеди дека ова ќе помине, дека не е ништо сериозно и дека кога тогаш ќе треба да се опамети, условно кажано, и да се оправи. Тогаш девојчето, бидејќи веќе немаше кај да се обрати, се упати кај нас. И ситуацијата одма се смени кога можеше да се забележи присуство на ЛГБТ центарот на терен. За среќа,
Најголемата соработка не идовме кај самото училиште, меѓутоа кај директорот на училиштето, кој што искажи дека е човек со многу отворени сваќања. И од самото училиште во соработка со нас се покрена иницијатива за решавање на тој проблем, како на ниво на Центар за социјални работи. За полиција веќе беше премногу доцна, бидејќи повредите кои што дури и да ги имаше на почеток беа заздравени, не можеше да се собере соодветна медицинска документација и така натаму. Меѓутоа почна да се преземат некакви активности за решавање на таа ситуација. Друг тип на проблеми кои што ги имаме, што отвара една сосема друга ситуација, бидејќи видите, лесно е во практика, ако вие сте жртва на физичко насилство, ќе отидете во полиција, оттаму ќе го упатат на лекар, каде што ќе ги фиксирате повредите на фотодокументација и после тоа ќе може да постапува. Меѓутоа, најчестите случаи не вклучуваат физичко насилство. Ние имаме луѓе кои што со недели, со месеци се заклучувани во една просторија од страна на родителите. Се додека не се сменат, односно додека не променат нешто што е составен дел од нив. Поради тоа што нашите државни институции, пред се Центарот за социјални работи, полициските службеници, едноставно не располагаат со адекватни капацитети да го препознаат семејното насилство кое што не е физичко. Тие луѓе немаат каде да се обратат. И тоа ствара еден магичен круг каде што само подлабоко и подлабоко се навлегува во проблемот. Немаат пристап до телефон, најчесто не можат ни да названи сеат. Како реагира полицијата кога ќе ги викнат? Тука е проблем кој што не е врзан само со семејното насилство врз основа на сексуална ориентација. Односно, инспекторите кои што се за семејно насилство во секој од полициските станици немаат 24 часовно работно време. Тие се тука по потреба во итни случаи. Нашето искуство, кога станува збор за ЛГБТ и жртви, од страна на полициските службеници ми кажувано дека не се итни случаи и дека не може да дојде тој полициски службеник сега да разговара со нив. Најчесто не изготвуваат ни службени белешки, ги испраќаат директно да отидат кај лекар, а што преме доколку нема повреди, нели? Во тој случај полицијата е должна да изготви службена белешка и така натаму. Односно, што од сам старт се става една кочница која што го спречува целиот процес после на докажување, откривање, спречување и така натаму, па адекватно на тоа и градење на една погенерална политика за борба против семејното насилство врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Додека ние седиме и разговараме, сигурно сега се случува некаде дали семејно, дали насилство на улица, во пораст ли е насилството? За жал да. Не само што е во пораст квантитативно, туку и еволутивно. Значи, квалитативно се менува структурата. Значи, Хелсиншкиот комитет за човекови права од 2013 година ги документира случаите на злосторство од омраза во Република Македонија. Ние сме единствена организација во Република Македонија, државна или невладина, која што ја бележи оваа појава. Во 2013 година 10% од купната стапка на злосторство од омраза беа сторени поради сексуалната ориентација или родовиот идентитет на жртвата. Тоа е вашата статистика. Тоа е нашата статистика. Единствената која што е достапна во Република Македонија. Од тие случаи 60% беа случаи против ЛГБТ невладини организации и активисти. Само 40% таргетира поединечни членови на заедницата, односно најнормални луѓе кои што се шетаат по улица и се нападнати. Што се случи? Сега во 2014 година бележиме една застрашувачка промена. Бидејќи кога беа нападнати организациите и активистите, многу се дигна видливоста на проблемот, се вклучи меѓународната заедница со осуда. Невладините организации се здружија, бараа реакција од државата и така натаму. Најверојатно поради тоа тие напади беа обесхрабрени и бројот на напади врз организации и активисти се намали. Ама, проблемот е што бележиме огромен пораст на напади врз поединечни членови на ЛГБТ заедницата, односно најнормални луѓе кои што се шетаат по улиците до предавници и така натаму. Така да во 2014 година процентот е ист, отприлика околу 10% се поради сексуална ориентација и родов идентитет, меѓутоа 90% од тие случаи се напади врз поединечни членови на заедницата. Нормални луѓе кои што многу застрашувачки. Што значи дека агресијата се менува од агресија насочена кон организациите, односно кон погласните, кон агресија која што е усмерена кон самите луѓе, кои што си го терат свој најнормален живот, се обидуваат. Од каде доаѓа сето ова? Постојат ли некои задкулисни игри? Не знам. Јас би го споредила ова со на кампањата против абортусот, против правото на избор за абортус. Од каде за кампањата веќе знаеме за владината кампања. Кога зборуваме за било кој
поединечен облик на наследство и од криминалистички, од криминолошки, од кривично правен аспект не можеме да му дадеме само една причина или еден каузален тек. Меѓутоа, ако правиме муабет за промена на тој тип на наследство и тоа како можеме да дадеме причина, во Република Македонија последните неколку години, започнувајќи од 2008 навамо, многу артикулирано, многу активно и многу гласно, сме цел на една таква безобзирна хомофобична кампања, каде што многу често за лошиот демографски развој, условно кажано лошиот, според некој лошиот демографски развој на Република Македонија, за намалување на бројката на склучени бракови, за зголемување на бројката на склучени разводи, се обвинуваат ЛГБТ и луѓето, се обвинуваат жените кои што сакаат да прават кариера и така натаму. Истовремено, политичката структура која што е на власт се обидува да изгради еден таков имидж на бранители на традицијата и при градењето на тој имидж не водат сметка за кого ќе стават во опасност. Обвинувајќи ги ЛГБТ луѓето како антитрадиционални, како антинационални, како антирелигиозни и така натаму, тие креираат една таква општествена атмосфера каде што хомофобичното наследство не само што е неказниво, туку и може да се каже дека е оправдано. Ако човекот кој што еднашка ќе нападне геј маж или лесбек или трансродово лице, ако вие него казните и ако постојано на телевизија се зборува дека тоа однесување е лошо, па сосема е логично дека тој човек ќе биде прифатен као херој во својата социјална средина, во своето мало да го направи тоа повторно. После и другите ќе сакаат да бидат херои. И другите ќе сакаат да одбранат традицијата. И во услови на недостаток на правни последици не можеме да збориме за реално справување со проблем. Има ли регистрирани злосторства заради сексуална ориентација? Зборувам за злосторства кои стигнале до клиника или, не дај Боже, смртни случаи и така. Случаи има. Значи се зборува на ниво на шпекулации, меѓутоа ништо не е онака потврдено. Во зависност од типот на случај, бидејќи неколку типови наведовте, имаме и случаи кои што се потврдени и случаи кои што се во фаза на шпекулации. Тоа што недостасува е судска пресуда за напад врз поединечен член на заедницата поради сексуална ориентација и родов идентитет. Некаде во фазата на постапката случаите заглавуваат. Веќе досадено и не да слушаме дека истрагата е во тек. Тоа го слушаме со години. Тоа станува збор и кога тема на нападот беше ЛГБТ и центарот. Да, ќе дојдеме и до тоа. Што е проблем, до законот или луѓето се откажуваат? Се е проблем. Значи имаме едно магично содејство, условно кажано магично бидејќи станува збор за проклето содејство, на недостаток на соодветна правна рамка, недостаток на соодветна политичка волја кај донесителите на одлуки и недостаток на соодветна имплементација од работниците на терен кои што треба да го прават тоа. Недостатокот на соодветна правна рамка не предвидува обврска за имплементирачите, теренските работници, дали е тоа полицаец, дали е тоа јавен обвинител, дали е судија, да се усовршуваат во таа област, дали е тоа работник во Центарот за социјални работи, да се усовршуваат во таа област. Ако вие во вашата национална стратегија за борба против дискриминација ги имате наведено само основите на пол, национална припадност, религиска припадност и не знам што кој беше, меѓутоа сексуална ориентација не е ставена таму, таа стратегија предвидува надградување на капацитетите во самите тие области. А проблемите, ситуацијата на терен укажува дека на различни области треба да им се даде приоритет. Ние сега уште не сме имале ниту една државна активност од страна на државни институции која што била насочена исклучиво кон заштита на правата на луѓето со поинаква сексуална ориентација и родов идентитет. И во тие услови ние не можеме да очекуваме дека крајниот резултат, односно исходот во судските постапки кои што треба да има последица како врз напаѓачот, така и преку генералната превенција врз целото општество, не можеме да очекуваме дека тие процеси ќе дадат соодветен резултат. Поради тоа се наоѓаме на таква комплицирана ситуација кај што многу тешко можете да го идентификувате проблемот само на една локација. Кај нас е системски погрешна работата и треба да се работи системски со цел да се овозможи ЛГБТ и луѓето да бидат во еднаква положба за заштита на своите права. Не правиме една специфични права кои што им доаѓаат од својот статус, туку на човекови права кои што ги имаат сите луѓе. Вие или јас како човек со или било кој како човек со хетеросексуална ориентација има право да биде заштитен од насилство. Ако тоа насилство има одредени специфики, законот ќе ги третира тие специфики. Например, ако јас сум жртва на етнички мотивирано насилство.
Законот ќе ги третира тие специфики. Меѓутоа не е тоа случајот во пракса ако тие специфики се однесуваат на сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Јас разговарав и во Институтот за судска медицина, од каде што потврдија дека има случаи на сексуални деликти, силувања, механички повреди, тешки повреди, и ете дека тие се подготвени да дадат поддршка и да ги вршат тие прегледи бесплатно, ако претходно лицето се пријавило во социјалните служби да дојде заедно со социјален работник, така да судот да ги фактурира трошоците. Но прашањето е она што го кажавме, колку од нив стигнуваат до суд, и нагласија дека исто така е голем проблем што во внатрешноста лекарите не знаат да ги идентификуваат овие повреди, овие работи, бидејќи се заснова врз основа на приказната. Нечија приказна или приказната... Врз основа на приказната која што сама приказна варира. И од тука оди судскиот процес може да отиде во друг правец. Сосема. Значи, како што споменав, проблемот е самиот почеток. Имаме полиција која што, иако има индивидуални случаи на волја, значи ние како ЛГБТ центар и како Хелсиншки комитет и во поглед на правата на ЛГБТ луѓето и во поглед на останатите човекови права, со одредени полициски станици и полициски службеници имаме добра соработка. Меѓутоа не станува збор само за една или две полициски станици во Скопје. Станува збор за цела држава. Како што реков, случаите се насекаде на застапени. Докторите, лекарите, здравствениот персонал и полицијата, ако не се во состојба, ако не се образовани, да ги препознаат тие индикации кои што од страна на медицинскиот персонал станува збор дека за... Не само тоа, се работи за менталниот склоп, се работи за таа средина. Да. Значи, менталниот склоп и така натаму веќе не е дел на лекарот кој што го ја прегледува физичката состојба на жртвата, туку е дел кој што полицајецот би требало да го процени. Ама лекарот не треба да слуша приказната, нели? Сепак. Да, според законот, нели, работата на лекарот е само... Во извештајот има дел од приказните наведено. Па добро, тоа е индивидуални случаи. Работата на лекарот е само да ги документира повредите. Толкувањето на повредите доаѓа веќе понатаму. Толкувањето на повредите е дел од проблемот, другиот дел од проблемот е дека, видите, кога станува збор за злосторство на омраза, единствената работа што нив ги разликува при прв контакт, кога полицајецот за прв пат има контакт со таков тип на криминал, единствената работа која што нив ги разликува се така наречените пристрасни индикатори, односно индикатори на пристрасност. Делот, кривичното дело кој што ќе укаже дека делото било сторено поради, во овој случај, сексуалната ориентација и родов идентитет. Например, ако напаѓачот му се обратил, не сакаме такви како вас тука пред да го тепа или додека го тепа. Ако станува збор, како што беше напад на центарот, кога беше напад на ЛГБТ центарот, имавме испишано на заштитната ограда Тремити, што е всушност името на концентрациониот логор, каде што во Втора светска војна биле носени хомосексуалците. Значи имаме веќе графит со содржина на омраза. Тие се тие траги од местото на настанот, поврзани со делото, поврзани со сторителот и жртвата, кои што мора да се земат од сам почеток на истрагата, за да после тоа истрагата го преземе својот логички тек на докажување и стигне до суд и биде успешна. Ако вие во почеток не ги земете во превид овие околности, тука е вклучена и психичката состојба на жртвата по напад. Ако не ги земете во предвид овие околности, не може да се очекувате дека имате успешна истрага. Посебно ако се земе во предвид дека жртвите не секогаш сакаат да зборат отворено за тоа. Каде е најкарактеристичен овој пример? Најкарактеристичен е кај младите. Бидејќи Република Македонија е изразено конзервативно општество во поглед на ЛГБТ и луѓето, многу малку од младите луѓе, поготово малолетниците, кажуваат дома на своето семејство која е нивната сексуална ориентација, доколку станува збор за поинаква сексуална ориентација. И кога тие ќе бидат нападнати на улица, ако е малолетник, полицајецот мора по дефиниција да зборува со родителите. Ако не се обратат кај нас, ние за да постапиме било што, мораме прво да исконтактираме со родителите. А малолетниците не сакаат родителите да дознаат зошто бил нападот. Или ако се одлучат да пријават полиција, ќе излажат за причината на нападот, или воопшто нема да пријават, што е уште полошо. Младите, ова е многу поврзано и со семејното наследство. Според законот за семејство, родителите се должни да го издржуваат детето до 26-та година, доколку тоа се школува, односно студира понатаму. Да имаме многу случаи каде што станува збор веќе за студенти, полнолетни лица за кои што можеме да постапуваме, откако родителите ќе дознаат дека децата се со поинаква сексуална ориентација ги бркаат од дома. Прво тоа е спротивно на закон за семејство, незаконски, доколку тие деца се уште студираат.
И проблемот е што кога ќе се обратиме во Центарот за социјални работи, добиваме многу контрадикторни толкувања. Еден од нашите случаи беше во Скопје се случи. Работничката на Центарот за социјални работи рече дека таа одредба се однесува само на разведени родители. Едно обично читање на тој член ќе ви каже дека не е така. Значи, тоа недостатокот на тие правни стандарди отвараат можност работниците субјективно да се ги толкуваат одредбите согласно своите уверувања. И може да имаме за една и иста ситуација во различни места низ Македонија, да имаме 3, 4 па и 5 различни одлучувања од страна на истите органи, Центар за социјална работа во случај. И во случајот претпоставувам има и пораст на заусторството од омраза. Да. Во вашите извештаи, не? На тоа го наведовме, значи На што се должи порастот на насилството, макар што веќе ги спомнавме кампањите на владата. Било кое насилство во општеството, ако не го третирате, само ќе расте и ќе ескалира. Пример на силствата во автобусите, кои што случува помеѓу младите. Ако полицијата, владата не го третираше тој проблем со јавни кампањи, со полициско присуство во автобусите, ќе продолжиш. Како и дали го третира адекватно кој што го третира, сосема друго прашање, бидејќи па нашите информации покажа дека како што се намалуваше насилството во автобусите, се зголемуваше насилството во училиштата, односно бројката се премести од автобус во училиштето иде само. Меѓутоа, гледајќи исклучиво на проблем насилство во автобуси, го таргетира, некако го третира и се намали тоа. Кога стана збор за хомофобичното и трансфобичното насилство, нема никаков третман. Ние имавме период 3-4 напади врз ЛГБТ центарот, напади врз активисти. Во 2 месеци немаме ни една осуда од политичар во власт. Немаме осуда од министерката за внатрешни работи, немаме осуда од премиерот. Докаде е тоа? Има ли судски процес? Имаше, колку што ја знам, 6 напади на... Да, за првите 2 години од своето отварање, нападот во Дамар исто така. ЛГБТ центарот и неговите активности, нападот во Дамар беше прослава на нашиот втор роден ден, беа мета на 6 напади, за жал. И тие се многу интересна појава да ги разведувате сами по себе. Значи, прво, тоа што го прашавте од аспект на постапката пред суд, една постапка е разрешена во прва инстанца пред суд, а меѓутоа тоа не беше напад само врз ЛГБТ центарот. Тоа беше дел од меѓуетничките протести на 2 март, кои што беа против назначувањето на господинот Талат Джафери како министер за одбрана. И кога протестирачите на 2 март се повлекуваа од местото каде протестираа кон Кончаев, поминаа низ старата чаршија и од целата чаршија го искршија само ЛГБТ центарот за поддршка. Бидејќи притисокот најмногу беше многу голем, бидејќи не стануваше само за хомофобично насилство, тој случај многу брзо се заврши, се открие сторителите, се покрена обвинение против нив и заврши во прва постапка прва инстанца пред суд. Таму, клучните докази кои што беа користени беа снимките од безбедносните камери наши на ЛГБТ центарот за поддршка. Преку тие снимки ги препознаа напаѓачите. Проблемот со овој случај е што сега 2 години подоцна, тој случај се уште заглавен пред апелација и тие луѓе, дури и тие единствените кои што биле откриени и пренајдени, немаат ни еден ден казна. Односно, се уште во жалбена постапка и не знам зашто не се постапува. Сите други случаи, дури во оние каде што имаме снимки, напаѓачите не се ни откриени. Се појавува прашањето како може во едниот напад снимките од нашите камери да бидат доволни за да се идентификува и во открие, а во сите останати да не бидат доволни да се идентификува и открие столитерот и да се преземат понатаму постапките. Така да ние не можеме да не заклучиме еден огромен недостаток на волја, пред се на политичка волја која што доаѓа од врва, адекватно и доволно сериозно да се третираат тие случаи. И повторно не можеме да утврдиме само еден одговорен, дали МВР, дали полициската станица, дали обвинителот. Ако ги разгледате случаите, на различно место се заглавени. Во 2 од случаите МВР има поднесено посебен извештај до јавно обвинителство, таму се заглавени. Во останатите 4 случаи нема ни посебен извештај, нема ни постапување со резултати. Заглавени во полиција. Од МВР се уште се заглавени во полицијата. Значи не знаеме кој сегмент прво треба да го третираме за да можеме реакцијата да ја подобриме и тоа ни го кажува дека станува збор за политичка волја. Дека станува збор за нешто што горе треба да се среди, за нешто што треба да дое волја за активност од креаторите на политиките, пред се станува збор за министерот, за премиерот и така натаму, за да можеме конечно и некогаш да почувствуваме промени на терен. Како сето ова се рефлектира на целокупната атмосфера, на јавната свест на граѓаните, на децата кои во учебниците учат дека хомосексуалноста е болест? За среќа, бројот на такви учебници е намален.
Значи, една од позитивните работи, Комисија за заштита од дискриминација неодамна најде вознемирувачка и дискриминаторска содржина во неколку такви учебници. Меѓутоа, кога сме за Комисија за заштита од дискриминација, па во еден друг таков учебник не најде вознемирувачки хомофобични содржина. Тоа е исто причината дека тогаш немаше пишани стандарди по кои што требаше да постапуваат и доведе до таква двојно арбитрарно одлучување во различните случаи. Состојбата на терен е многу лоша. Има едно истражување пред неколку години на Фулбрайт, истражувач го правеше Република Македонија. Само 30% од ЛГБТ луѓето кои што биле жртви на сексуално насилство мотивирано поради сексуална ориентација и родов идентитет го пријавиле случајот по полиција. Останатите не веруваат. Значи, или неудобно знаат дека нема да добијат соодветен трет на тоа што го зборевме претходно во постапувањето, или не веруваат дека ќе има некаков исход. И ако ги видиме резултатите, да, нема да има никаков исход. Од сите тие напади кои што ние ги бележиме през индивидуи и така натаму, кои што за жал ги бележиме само последните 2 години, можеме Кој знае колку има други што не се пријавени. Ние немаме ни една пресуда во македонските судови каде што физичко лице, поединечен човек е нападнат, каде што е земено предвид дека нападот е случаен поради сексуална ориентација и родов идентитет. Дури и најочигледниот, кај што двајца ЛГБТ активисти беа нападнати на площад во 2012 година, таа сторител беше прогласен за виновен, доби казна условен затвор, меѓутоа при изрекувањето на пресудата, судот не земал предвид дека е поради сексуална ориентација и родов идентитет. Иако човекот јасно и гласно кажа дека ги видел тие луѓе на телевизија, знаел дека ги бранат педерите и дека поради тоа отишол да се разбере со нив на самиот настап. Затоа повторам, не е проблемот само во едно место. И кога ќе видите, тоа е поврзано со целокупното проблематично действување на институциите. Целокупната неажурност на Центарот за социјални работи. Видите го случајот во Кавадарци, каде што убиецот уби 3 члена од фамилијата на својата бивша жена. Сега веќе истрагата покажа има утврдена одговорност кај поединечни полициски службеници што не било одземено оружјето на време, се бара одговорност кај социјалните работници што не постапувале. Имаме и повеќе други такви случаи насекаде во Република Македонија. Значи, и покрај сите обуки, формално кажано напредоци кои што државата тврди дека ги прави. И суспензија кратка или 20% казна од плата и така натаму. На терен се уште нема разликата. На терен се уште преовладува другарско-непотистичкиот партискиот однос кој што го имаат. У овој случај станува збор за човек за кој што било општо познато во средината дека е човек кој што е близок до политичките структури на власт. Никој не сакал да постапува. Кога биле тие задолжителни повикувања од страна на Центарот на социјални работи, тој човек се пил кафе со директорката бидејќи биле школски другари. Не му било одземено оружјето, не биле преземени дополнителни мерки на заштита. Центарот за социјални работи се дрзна да ја одговори на жената еден ден после убиството, откако со месеци молчеа претходно. Значи, тоа, ако го земете, значи, овој тип на семејно насилство барем станува збор за област каде што државата барем официјално се труди да направи нешто. Имате зашто да им се обратите, кај да бараат одговорност. Ако зборуваме за ЛГБТ и луѓето и за прашањата поврзани со сексуална ориентација и родов идентитет, замислете таа неажурност искомбинирано со буквално никаква волја одгоре, буквално никаква одговорност за луѓето кои што нема да постапат. Човекот кој што го направи девојчето криво бидејќи родителите ја тепаат, службеничката кој што го направи девојчето криво дека родителите ја тепаат, таа никош не може да биде изведена пред дисциплинска комисија, бидејќи едноставно тоа е доминантниот став на структурите на власт. Дека сексуалната ориентација е нешто кое што е проблем, кое што треба да се отстрани, да се третира, да се нормализира. А у тие услови да се лекува. Да. 12 организации на Обединетите нации пред 2 дена испрати еден моќен повик за акција до владите ширум светот да се направи повеќе за решавање на хомофобијата, насилството, дискриминацијата, злоупотребите. Дали ќе стигне тоа до нашата влада? Дали е стигнато или дали ќе има ефект? Дали ќе има ефект, стигне под наводници? Тоа е друга, сосема друга тема. Значи не се само Обединетите нации. Тие лично во 3 или 4 наврати до сега се правиме разговараме за тоа кои се практичните чекори што ни може да ги преземат.
Првиот чекор е укажување на тоа дека има потреба сексуална ориентација и родови идентитет посебно да се третираат во Закон за спречување и заштита од дискриминација. Обединените нации, Европската унија, Стейт департаментот и така натаму, сите во повеќе од еден наврат и се имаат опраќано на владата на Република Македонија да го направи тоа. Аргументот кој што нашата влада го изнесува е секојаш истиот, тоа не е потребно. Како може тоа да не е потребно кога имаме вакви податоци од терен? За жал, мислам дека нема да има ефект. Мислам дека во ова лудило во кое што е влезена владата пред изборите, во ова брзо и алчно трчање по дневно политички поени, нема да се впуштат во ништо што ќе ги доведе во ризик да изгубат гласови кај своето конзервативно јадро. За жал, потребната заштита на ЛГБТ и луѓето е нешто што Мора да постои, мора што да би се влијало засили. штетно врз тие гласови. Што би влијало штетно врз тие гласови. Напротив, јас во оваа предизборна атмосфера очекувам дури и заострување на хомофобичната реторика и политика од страна на власта. И само се надевам дека тоа заострување нема да се преточи во насилство по улиците. Нема ли да попуштат во однос на меѓународната заедница, бидејќи сега погледите се свртени кон нив? Меѓународната заедница со години прави притисоци врз оваа политичка структура на поле на сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Мислам дека нема да попуштат овој период. Ќе си ги тактизираат работите на кои што ќе попуштат, а сексуалната ориентација и родовиот идентитет дефинитивно нема да бидат едно од тие, барем јас не очекувам да бидат една од тие области. И како што реков, само се надевам дека целиот овој период ќе пројде без зголемување на насилството по улиците. Благодарам на разговор. Благодарам за поканата што едеш.